Ова утро гостин во студиото на емисијата Македонија наутро се Петар и Игор Богатиновски. Петар е нашиот автомобилист, картинг возач, кој се врати од светското првенство во Бахрейн со високо 13-то место, а Игор е неговиот татко. Добро утро и за двајцата. Ќе почнеме, ќе му дадеме предност на Петар. Петар, како е по условно кажано джетлегот со авионот, по патувањето, по сите оние непреспани часови, временската разлика и сите оние возбудувања околу надпреварот во Бахрейн? Како е сега? Се соземали? Свесен ли си што постигна во Бахрейн? Па, свесен сум, но уште не можам да се разбудам, уште сум како ми се спие, уште не сум доволно одморен, бидејќи навистина немам спиено да. И бидејќи имаш само 12 години и бидејќи го освои 13-то место на светското првенство, ќе појасниме на публиката, не си освоил светска титула, меѓутоа со оглед на тоа какви се условите кај нас за развојот на картингот, ова е еднакво и на повеќе од светска титула. Па впечатокот твој од светското првенство, како помина сета таа фама околу учеството? Генерално, оценката твоја, задоволен ли си од она што таму се случуваш? Јас сум задоволен, но очекував многу повеќе, бидејќи од себе резултатски? Да, резултатски. И немав доволно среќа во некој од надпреварите, триките. Немав доволно среќа и имав контакт со другите надпреварувачи, но затоа во финалето имав среќа да влезам и стартов во 32-та позиција и дојдов до 13-та. Напредуваше 19. голем број позиции, што е некарактеристично за овакво надпреварување. Неговиот татко и ментор е исто така гостин ова утро. Ќе му кажеме добро утро и на Игор Богатиновски. Петар вели неискуство. Дали е, односно Петар вели дека немал среќа. Дали е тоа резултат на малиот број на тренинзи, на неискуството, или сепак беше среќа во прашање? Па, сепак беше среќа, затоа што Петар постигнуваше добри време. Само да ви објаснам, значи, со проблеми се соочивме уште кога стигнавме таму. Петар оваа година, во оваа класа, ја започна со тегови од 4 килограми. Таму мора има минимална тежина која што мора возачот и картингот да имаат. И оваа сезона ја започна со 4 кила тегови, но ова е преодна сезона каде што децата преоѓаат од малата во големата класа и Петар ја заврши сезоната без тие килограми тегови и имаше 1 кило плюс на последниот надпревар. Меѓутоа кога стигнавме таму, веќе има од септември до сега, значи декември, Петар таму не можевме да го внесеме во тој картинг. Моравме да бараме од организаторот да ни дозволат некои поместувања на воланот, на седиштето, затоа што беше голем и воланот му удираше во нозете, а не смеете ништо на своја рака таму. Таму е многу строго, многу се строги правилата. Зборуваме се пак за светско првенство. Да, техничката комисија ни одобри да направиме некои поместувања, но сите тие поместувања што ги направивме не се добри за надпреварот. Значи, он губи. Имаше повеќе од 5 килограми, значи тоа е на 13 коња, е некои 30 што он ги губеше. Кога беше во група, значи кога одеа, пошто има успони на патеката, тој познат слипстрим се вика, кога идете позади некого, Петар го користеше тоа добро, меѓутоа кога ќе поминеше групата, кога ќе требаше он да води, тогаш настануваа проблемите. Треба самиот да го сече воздухот, да, и проблеми има. И тука имавме проблеми со тоа, меѓутоа ги надминавме тие проблеми. Мислам, Петар се трудеше да ги надмине тие проблеми. Ова е пречекот на аеродромот Петровец, од најблиските, од семејството и од пријателите, дочекан буквално како шампион. Петар, како се почувствува кога излезе од вратата на аеродромот на... Па, навистина беше неочекувано дека ќе ме сретнат сите мои блиски пријатели и не очекував дека ќе ме пречекаат така и многу беше убаво. А можеш да замислиш да имаше некој подобар резултат или, например, светска титула да освоеше што ќе се случуваше во Скопје? Не можам да замислам. Па ако не можеш да замислиш, тогаш потруди се да ни го овозможиш тој момент, да не ти биде притисок во кариерата,
без притисок да се надпреваруваш, да го дадеш најдоброто од себе. Кажи ни, вака, како ти се чувствуваш во споредба со другите надпреварувачи? Можеш ли рамо до рамо со нив да се надпреваруваш? Можеш ли да бидеш конкурентен? Јас можам. Мислам дека наистина можам рамо до рамо да бидам со нив. Добра, што ти недостасува во кариерата за да можеш да напредуваш? Се уште си млад, ке повториме, иако релативно долго за своја возраст се занимаваш со овој спорт, меѓутоа, што ти недостасува, еве, досега од она што го имаш сондирано, забележано и заклучено, што ти недостасува за да одиш понапред? Најмногу ми недостасува тоа што немам доволно тренинзи, немам каде да тренирам на некои стази кои што се стварно добри и тоа многу ми фали поради тоа што ја таму на стазата, колку тренинзи има, ја тогаш ја учам стазата, тогаш, како да кажам, ми е тогаш прво се запознаваш возење, со предизвикот, со патеката која треба да ја совладаш. Игор, најголемиот проблем на овој спорт на автомобилизмот кај нас се несоодветните, нехомологирани патеки на кои може многу често и несреќи да се случат. Што му недостасува на картингот и воопшто на автомобилизмот кај нас? Кај нас недостасува патека. Една професионална патека кај нас. Тоа кој знае колку скапо не. Меѓутоа, нас не недостасуваат средства за сериозни тренинзи и тоа е вториот дел, за сериозни трки. Значи тоа ни недостасува. Кога ние би имале трки колку што имаат останатите деца во неговата класа и кога би имале тренинзи какви што имаат они, да кажам искрено. Добро, од колку луѓе се состои тимот на Петар? Кој се грижи за него? Јас се грижам за него највеќе. Некои трки ги возиме во некои тимови, возевме во австријски тим, некои сме ги возеле во италијански тим, ние уште шараме, ние не можеме сезоната да организираме, например сега се прават тие работи, сега се потпишуваат договори со озбилен тим. У декември се прави тоа. И таму средствата, значи 50% морате да ги дадете одма. И веќе све е организирано. Значи и тренинзи, и трки на патеката и се. Ние помаченичкиот пат го тераме. До последен момент, ние секоја трка до четврток не знаеме дали ќе отидеме или нема да отидеме. И многу ни е стресно. Да не се споредуваме со другите тимови кои што се со огромен број луѓе, механичари, да не се механизација со да. И затоа Петар сега ова што го направи овој успех, бидејќи таму имаше многу тимови, ние се запознававме, се дружевме. Преку 70 надпреварувачи. 72 во негова класа и прво прашање е каде возите, каде тренирате. Кога ќе му објасниме дека ние доаѓаме од држава каде што немаме ни патека, дека Петар не тренира, дека значи успехот е многу поголем од што изгледа. Сега едно од прашањата за крај, Петар, кој е следниот твој предизвик, кој е следниот настап, како ќе ти се одвива сезоната, знаеш ли вака во овој период пред новата година, ќе спиеш ли мирно, знаеш ли дека ќе одиш на некој надпревар и знаеш ли кои се тие надпревари? Па, верувам сега на првиот надпревар дека ќе одам кој што е во февруари. И очекувам многу подобар резултат од сечкото. Одиш на ЦЕС надпревар? На ЦЕС, на Централна европска зона во Италија. Таму веќе имаш титула освоена во таа конкуренција? Да, и очекувам да бидам меѓу првите тројца. Петар има 12 години, а има 7 титули. Имате ли, препознаваат ли институциите, го препознаваат ли неговиот квалитет, го препознаваат ли неговиот потенцијал? Имате ли поддршка? Ние имаме поддршка од Агенција за млади и спорт, која што оваа година застана позади Петар и сме многу благодарни за тоа. Директорот Наумче Мојсовски ни обеќаше дека оваа сезона ќе го поддржи проектот и тоа и го направи. Меѓутоа, ова е многу скап спорт и тие процентот од да речам од сезоната што кошта, што ни го возможува Агенција и млади спорт мора да се дополни со спонзори. Значи ние мораме да имаме сериозни спонзори. Ако сакаме сериозни резултати. Сериозни резултати. Петар Игор Богатиновски, ова утро во емисијата Македонија наутро, и благодариме многу што одвоивте време, што дојдовте, што не испочитувавте. Ве пречекавме на аеродромот, се надеваме дека ќе ве пречекаме повторно со поголеми резултати, без притисок. Само најдоброто од себе, секој нареден надпревар да бидеш подобар од себе. Благодариме на поканата. Да, ова е подарокот што го добива македонската телевизија, ти благодариме. Тоа е Бахреински денар, односно половина денар.
се уште немаме сретната ваква валута, половина, односно Тоест, динар. Динар не е денар. на кој што е стазата F1 патеката на него, И подпис. и во Бахрин многу се горди. Ете, и ние сме сега горди дека го имаме ова во нашата колекција.